Патнички воз утринава излета од шините помеѓу двата тунела во атарот на гостиварското село Стрбиново. Оштетена е локомотивата и моторот на возот. За среќа нема повредени. Ние тука се наоѓаме токму на местото каде што утринава околу 6 часот и 5 минути се случила железничката несреќа помеѓу двата тунела, поконкретно помеѓу селата Лакавица и Србиново во Гостиварско. Инаку во возот во моментот на несреќата имало околу 50 на патници, за среќа никој не е повреден. Возот излетал од шините, откако претходно на самите шини паднал одрон од карпи и камења. Се очекува во текот на денот да дојде специјална машина од македонски железници за да го врати возот на шините и да продолжи кон Скопје. Инаку поради ова железничка несреќа веќе неколку часа железничката линија Скопје-Кичево и Кичево-Скопје е во прекин. Возот се обрекал на релација Кичево-Скопје. На местото каде што се случи железничката несреќа, има чести одрони од карпи, камења и земја, поради стрмниот планински терен каде нема заштитна ограда. Од македонски железници велат дека може превентивно да се делува. Потребна е поголема контрола, но и навремена интервенција на самиот терен. Наша проценка е да тој дел кај што има камења, да има механизација подобра или со луѓе стручни, да навремено да се одронуваат карпите. Значи, контрола да се направи на целиот терен, тука кај што е критично, и да се со нешто обезбеди. Не да се обезбедат, него да се рушат пред да дојде возот. Да се види, например, да поминат луѓе, да видат ако тие карпи се почнати за паѓање, да ги така, едино друго нема. А теренот си работи секаде. По несреќата патниците до Гостивар беа префрлени со друг патнички воз. Инаку возот кој излета од чините стар речиси половина век, но според железничарите, кои ги расчистуваа одроните од самата пруга, тој бил целосно репариран пред 10 години. Јавното обвинителство денес започна со испитување на очевидците на кобната сообраќајна несреќа од 13 февруари. До крајот на неделата се очекува свој исказ да даде и возачот на автобусот, кој се преврте близу селото Ласкарци. Министерството за внатрешни работи до обвинителството ги доставило скицата, фотодокументацијата и други писмени прилози во поглед на сообраќајната несреќа, а беше најавено дека во текот на денот ќе биде доставен и записникот за извршениот увид на местото на настанот. Истрагата трае. Денес се одржа координативен состанок со представници од надлежното обвинителство, МВР, Бирото за судски вештачења, Машинскиот факултет и на Институтот за судска медицина. Би било шпекулација сега однапред да се каже до кога би траела истрагата, како што и јавноста е свесна, станува збор за еден трагичен настан, но со прилично обемен карактер. Има поголем број на сведоци, на очевидци, лица кои што треба да се испитаат, треба да се прибере целокупната медицинска документација од сите здравствени установи, од сите повредени, треба да се приберат извештаите од извршените обдукции, односно обдуктивните протоколи од лицата кои што настрада. Несреќата која го зави Гостивар во црно зеде 15 човечки жртви. Според последните информации, 5 од повредените кои се згрижени во воената болница и на скопските клиники се уште се во критична состојба. Соработниците, колегите, пријателите на трагично загинатите во автобуската несреќа одржуваат комеморации во нивна чест и сеќавање. На архитектонскиот факултет во Скопје колегите се простија од младата Бејза Узеири, која беше студент на факултетот. Во град Скопје се одржа комеморативна седница во чест на Зоран Давидовски, кој повеќе години беше раководител на тамошниот сектор за сообраќај. Општина Гостивар денес упати јавна благодарност до сите кои излегоа во пресрет и пружија помош при трагедијата. 1 милион швајцарски франци се наменети за сите 8 плански региони на државата, за проекти кои ќе бидат одбрани во секој од соодветните плански региони. Ова го најави министерот за локална самоуправа Суихел Фазлиу на денешната прва регионална форумска сесија на Полошкиот плански регион, што се одржа на Попова шапка.
За Полошкиот плански регион во рамките на оваа програма се определени околу 110.000 швајцарски франци. Активноста ја спроведува Центарот за развој на Полошкиот плански регион во рамките на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, финансиски поддржан од страна на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. Рамномерниот регионален развој треба да биде императив на целата државна политика за развој и затоа во рамките на Министерството за локална самоуправа се имплементира еден проект заедно со Швајцарската амбасада кој има за цел да го подобри рамномерниот регионален развој во државата и една од компонентите е и компонентата за организирање на форуми на заедниците, каде што најдиректно самите граѓани, а исто така и од бизнис секторите, ќе имат можности да кажат што им е најпотребно и кои им се нивните приоритети и најнеопходни проекти што треба да бидат финансирани. Ова е првата фаза што денеска, првата фаза во Полошкиот регион, имаме уште две фази и после на самата трета фаза ќе се одлучи кој проект има приоритет на самите центри да биде финансиран. Околу состојбите со децентрализацијата во државата, министерот Фазлиу рече дека процесот постојано се следи, како од државните институции, така и од надлежното министерство. Во наредниот период планираме заедно со поддршка на ОПСЕ да направиме една евалуација на целиот закон за локална самоуправа и да се види дали законот за локална самоуправа и процесот на децентрализација го постигнал својата цел или дали има потреба законот да претрпи измени и во кои сегменти. Исто така за ингеренциите што веќе ги имат општините, делегирани од страна на централната власт, Министерството за локална самоуправа има формирана една работна група, каде што до септември се очекува експертска анализа, точно да ни даде еден модус на начинот на финансирањето на блок дотациите спрема општините, дали начинот на финансирање до сегашниот е адекватен или треба да претрпат измени и во кои сегменти треба начинот на финансирање со блок дотации треба да претрпи измени. Градоначалничката на општина Тетово и председателка на Полошкиот плански регион, Теута Арифи, посочи дека како општина имаат поголем број на подготвени проекти. До чекорот за издавање градежна дозвола се со цел да бидат успешни при конкурсите и на домашните и на странските донатори. Ние имаме, например, завршени проекти за реконструкција на градинките. Имаме комплетно нов проект за градење на нова градинка, со која веќе сме ги дале податоците, значи и во централната власт. Имаме исто така комплетирани проекти за водоводи во некои од селата каде што сметаме, ако и припаѓаат на општина Тетово дека се важни. Значи, апсолутно редовно ги работиме и ги сервисираме, затоа што за нас се важни, за да можеме после да бидеме конкурентни, за да добиеме. На тој начин, фактички, ние во руралниот дел најмногу проекти имаме добиено. Ние имаме еден заеднички проект со општина Желино за патот Тетово-Требош. Тој веќе сме го конкурирали и мислиме дека е многу важен и за општина Тетово и за општина Желино. Имаме исто така заеднички проект за тротуари со општината Теарце. Така да во принцип мислам дека има добри проекти што може да се користат. За градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари, подготвеноста на нивната локална самоуправа со квалитетни проекти придонело тие во изминатата година да бидат меѓу најдобрите, според износот на странски инвестиции во државата. Не случајно и веќе сме општина која што за оваа година има највише странски инвестиции која велам, мислам на донаторите од земјите од Европска Унија, меѓутоа Швајцарија е инвеститор во општина Гостивар во следниот период околу 12 милиони евра и тоа за водоводната мрежа во општина Гостивар и за депонијата Русино, така да имаме голем број на проекти кои што се готови и чекаат
реализација. Се надевам во наредниот период и да почнеме полека да соработуваме и со централната власт, од која што објективно сме имали огромни обструкции. За жал, општина Гостивар во 2018 година, како единствена опозицијска рурална општина, имаше инвестиции само од околу 35.000 евра за еден отворен фитнес центар во општина Гостивар. Сите други инвестиции се со буџетот од самата општина. Буџетските средства се средства кои што се оделуваат од сите граѓани на Република Македонија и потоа тоа треба рамномерно да се распредели, не во некои општини повеќе, во другите да бидат дискриминирани помалку. На денешната сесија на форумите на заедниците од Полошкиот плански регион на Попова шапка учествуваа и членови на Советот за развој на Полошкиот плански регион, председатели на советите на општините од планскиот регион, представници на невладиниот и бизнис секторот, како и местните заедници од регионот. Според организаторите, на овие форуми ќе се донесе одлука кој е приоритетен проект од областите на туризмот, животната средина, бизнис, инфраструктура и социјална инклузија. По појавата на првите заболени од мали сипаници на гостиварското подрачје од пред 10 дена, потврден е уште еден случај. Се работи за пациент на возраст од 39 години, за кој епидемиолошкото одделение добило лабораториски позитивен резултат за морбили. Пациентот поминува со лесна клиничка слика и е на домашно лекување, велат од одделението. Резултати се чекаат за уште едно лице, кај кое постои сомнеж дека е заболено од мали сипаници. Први со морбили во Гостивар се заразија две жени на возраст од 39 и 42 години, кои беа хоспитализирани на инфективната клиника во Скопје. Пријава до епидемиолошкото одделение стигнала и за едно 13-месечно дете, за кое по проверка се утврдило дека по прегледот во Скопје веќе се наоѓа во странска земја. Епидемија на мали сипаници е прогласена во Скопје. Здравствените власти донесоа одлука да се одложат редовните термини за преглед во Институтот за белодробни заболувања Козле и на Клиниката за детски болести, за да се спречи ширење на болеста. Секојдневно се упатуваат апели до родителите да ги вакцинираат децата со МРП, како единствен ефикасен начин на заштита. Родителите да го проверат вакциналниот статус на своите деца и ако не се вакцинирани да појдат во службите за вакцинација и да се вакцинираат. Значи, оваа мерка би била единствено сигурна и би обезбедила заштита од ова и текако најзаразно вирусно заболување кое што може да даде сериозни компликации не само по здравјето, туку и по животот и како што е познато веројатно во јавноста, со ова болест се соочува многу соседни држави, токму поради некомплетно вакцинирање на децата. Според последните податоци, во земјава се регистрирани 259 случаи на мали сипаници. Во полицијата пријавено разбојништво во бензинска пумпа во гостиварското село Дебреше, при што е одземен дневниот промет. Разбојништвото се случило вчера вечер околу 23 часот и 45 минути. Од СВР Тетово информираат дека е извршен увид и се работи на расчистување на случајот. На регионалниот пат Скопје-Тетово во тетовското село Грубчин пак, вчера околу 17 часот и 20 минути, патничко возило Ford Galaxy со скопски регистерски таблици, управувано 34 годишник од Брвеница, удрило во 11 годишен велосипедист од ова село. Малолетникот велосипедист од Грубчин со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и друго. Од Тетовската полиција информираат за спроведена акцијска контрола за алкохол на подрачјето на секторот за внатрешни работи изминатиот викенд. Со неа биле опфатени вкупно 120 возачи, од кои 73 во Тетово и 47 во Гостивар. Од вкупно контролираните кај 12 возачи е утврдено дека ги управувале возилата под дејство на алкохол, 11 во Тетово и 1 во Гостивар.
12 алкохолизирани возачи веднаш се исклучени од сообраќај. Времено им се одземени возачките дозволи и изготвени им се мандатни платни налози, така што прекршителите ќе се соочат со парична глоба од 250 до 400 евра во денарска противредност, зависно од степенот на нивната алкохолизираност, но и со времена мерка одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Покрај ова во акциската контрола откриени се и 19 други видови прекршоци. Пред се управување без возачка дозвола, истечена регистрација, возачи почетници кои не се придржувале на законските прописи и така натаму. Вчера пак на гостиварското подрачје во 2 наврати реализирана е засилена контрола за техничка исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници, претежно автобуси. Во рамките на оваа контрола 3 автобуси биле испратени на вонреден технички преглед, а кај еден кој бил исклучен од сообраќај, утврдена е техничка неисправност и ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Вчера спроведена е координирана полициска акција со цел сузбивање на повеќе члена организирана криминална група, составена од лица од Скопје, Тетово и Куманово, инволвирана во вршење на кривично дело неовластено изработување, држење, поседување и тргување со оружје или распрскувачки материи. Во неколку различни случаи документирани се продажби на вкупно 10 пиштоли. При реализацијата постапувајќи по наредби за претреси во дом и други простории, издадени од судија за претходна постапка, извршени се претреси на вкупно 13 локации, а при претресите лишени се од слобода 7 лица од Скопје, 1 лице од Тетово и 1 лице од Куманово. Од досега преземените оперативно-тактички мерки при спроведеното криминалистичко истражување, вкупно пронајдени и одземени се 1 автоматска пушка, 1 ловна пушка, 16 пиштоли, муниција од различен калибар, мобилни телефони и сим картички. Двајца скопјани подолг период во работилница лоцирана во Скопје со употреба на пригоден алат изработувале огнено оружје, на тој начин што едниот од нив набавувал потребна количина на пиштоли за светлосна и звучна сигнализација, додека другиот во својата работилница сигналното оружје го конвертирал во огнено оружје, на начин што ја вадел цевката која што служи за испукување на гасен куршум и на нејзино место вметнувал метална цевка, претежно од калибарот 7,65 мм. Исто така биле набавувани и други видови на огнено оружје и разни видови на муниција, кои ги продавале на заинтересираните лица. По конвертирањето на оружјето пронаоѓале заинтересирани лица и го продавале по цена од 250 до 400 евра, информираат од МВР. Времето денес беше сончево и релативно топло со слаб ветер од променлив правец. Температурата се движеше во интервал од -1 до 11 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со слаб јужен ветер. Температурата ќе се движи во интервал од -2 до 15 степени Целзиусови.